Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Киси Менада. Во нив ќе гледате. Гостиварскиот совет на седница го изгласа решението за избор на најповолни понуди за доделување на концесии за изградба на катни гаражи. Здруженијата на лица со попреченост бараат да бидат дозволена придружба во ковид центрите, затоа што на овие лица им е потребна 24 часовна грижа. Во средните училишта во Гостивар и Тетово започна наставата со физичко присуство, освен во паралелките на турски јазик во Гостиварската гимназија, каде се уште трае бојкот. Швајцарска и гостиварска фирма ќе градат трикатни гаражи во Гостивар. Општинскиот совет на денешната седница го изгласа решението за избор на најповолни понуди за доделување на концесии за изградба на гаражите. Во Гостивар ќе се градат трикатни гаражи по моделот на јавно-приватно партнерство. Концесиите за изградба ги добија швајцарска и гостиварска фирма. Комисијата за спроведување на постапката ги избра нивните понуди како најповолни на тендерот, а Советот на општина Гостивар на денешната седница го изгласа решението. Процедурите за избор на фирмите ги образложија од Општинската канцеларија за локален економски развој. Do mundohem disa pika të shkurtë, domethënë sqaroj procedurën rreth realizimit të projektit për ndërtimin e garazheve në kate. По спроведената постапка со јавен оглас за доделување на концесија за изградба на трикатни гаражи, спроведена со одлука на Советот на општина Гостивар и со решение за формирање на комисија, комисијата објави оглас по крајниот рок за поднесување на понуди, 17 август. Комисијата изврши јавно отворање на понудите. По целосна евалуација на доставените понуди и извештајот за текот на електронската аукција, комисијата изготви предлог решение за најповолните понудувачи. Катните гаражи се предвидени да се градат на локации близу болницата, во градскиот парк и кеот на Вардар. На денешната седница Гостиварскиот совет усвои и годишни извештаи и програми за работата на основните и средни училишта, како и на детските градинки. Здруженијата на лица со попреченост со иницијатива за промена на ковид протоколите за лекување на пациенти со попреченост бараат да биде дозволена придружба во болнички услови, затоа што на овие лица им е потребна 24 часовна грижа. Да се направи исклучок со пациентите со попреченост во ковид центрите да биде и еден од родителите, предлага председателот на Здруженијето за церебрална парализа од Тетово Зоран Андонов. Тој вели дека ова прашање кое долго време се провлекува помеѓу здруженијата се наметна по последниот случај со пожарот кој се случи во модуларната болница, каде беа хоспитализирани и починаа 2 лица со попреченост. Андонов вели дека овие лица имаат потреба од деноноќна грижа. Тоа кај нив е стресна состојба, тие не се свесни за своето обкружување. Станува збор претежно за лица со тешка и потешка, дури и најтешка попреченост, кои и во нормалните услови не можат сами за себе да се грижат, а не во овакви услови каде има апаратура, каде има непознати луѓе, каде е една сосема подруга атмосфера од која се навикнати во секојдневниот живот. Иако свесни за ковид протоколите кои не дозволуваат посети, сепак родителите на деца со попреченост инсистираат да бидат со нив, затоа што постои ризик несвесно да ја тргнат маската за кислород. Многу лесно може да се случи таа опрема, односно тие апаратура што им е ставена, дали е тоа некоја маска, дали е тоа некое црево за од тие аспиратори, да го тргнат. И тогаш многу лесно може да дојде да има трагични последици. Затоа медицинскиот персонал не може 24 сата да се грижи за овие деца. Значи пак мора некој родител или старател или што е потесното семејство. Здруженијето за церебрална парализа има околу 230 члена од Тетово и од Тетовско, а во изминатиот период како последица од COVID-19 починале неколкумина.
Една од причините зашто се повеќе млади лица се хоспитализирани со тешка форма на COVID-19 е тоа што потребата за вакцинација беше насочена кон повозрасната категорија на граѓани, а не и кон помладите, изјави доктор Злате Мехмедовиќ. Тој смета дека ако се продолжи на овој начин и се овозможи трансмисија на вирусот без вакцинација од 70%, ќе му се овозможи на вирусот дополнително да мутира и во иначе ги таргетира младите и децата. Има се поголем број на млади луѓе кои што се хоспитализираат поради компликации од кои помеѓу нив има и тешки случаи, помеѓу нив има и случаи кои што се во терминална фаза и кои што за жал се почесто гледаме дека се на дневната статистика на починати и тоа е нешто што е особено не вознемирува нас од здравствените работници затоа што не бевме навикнати на една таква состојба, на една таква ситуација во која што гледаме се повеќе млади како ги полнат болничките кревети. Една од основните причини да се разбереме е повторно вакцината. Значи, нискиот степен на вакцинација, односно стратегијата да се извакцинираат постарите, повозрастните групи кои што беа повулнерабилни во изминатиот период и за поставувањето на овие помлади генерации беше една од причините. Втора од причините е во процесот на кампањата која што се во однос на кампањата која што се води за вакцинацијата. Претежно и таа кампања беше во насока на тоа да ги заштитиме постарите, да внимаваме на нивното здравје, меѓутоа како да позаборавивме на здравјето на помладите. Добиваме сега ваква клиничка слика кај нив, пред се поради тоа што имаме и нова варијанта и тоа не смееме да го заборавиме. Новата варијанта е поагресивна кон младите и разлика кај нив дефинитивно е една од причините со што се јавува потешка клиничка форма на болест. Многу фактори се во прашање, меѓутоа, ако продолжиме на овој начин, да овозможуваме широка трансмисија на вирусот, толку лесно, без да достигнеме задоволително ниво на вакцинација, тоа не може да биде под ниво на вакцинација кој што ќе биде под 70%, ние ќе оставиме простор вирусите, односно коронавирусот, се уште да се развива, збориме да еволуира пред се, да се менува, да мутира и да создава варијанти кои што во иднина многу веројатно, не можеме со сигурност да кажеме, но многу е веројатно дека многу почесто ќе ги таргетираат помладите, па дури и децата. Германските вештаци својата експертиза се очекува да ја достават во рок од 10 до 15 дена, рече премиерот Зоран Заев во одговор на новинарско прашање, кој истовремено изрази очекување дека нашите извештаи потоа би биле готови за брзо време. Тоа што сум информиран од Министерството за внатрешни работи, кои што соработуваат секако и со нивните представници, дека тие ќе го достават извештајот во некој рок од 10 до 15 дена. Секако нашите извештаи јас очекувам многу брзо да бидат готови. Сите знаат наративот и усно што е тоа што е воочено. Не би сакал никако да избрзуваме, никако нешто преурано да направиме, но времето навистина е важно, граѓаните бараат одговор. Не само заради тоа што јас ги чекам одговорите за да дадам свој став по повод поднесените 4 оставки. Поважно уште од тоа е дека граѓаните бараат одговори. Што всушност се случило, кои се причините или слично, така да јас лично, ако прашате како премиер кога очекувам до крајот на оваа недела да излезат извештаите. А дали ќе биде така или не, веројатно за тоа ќе каже републичкиот обвинител и надлежните обвинители, пред се тројцата обвинители од Тетово и двајцата кои што беа испратени да помагат, секако тие зависат од форензичарите и од сите. Но едно, можам да кажем дека сите согледувања се направени. Прашањето е дали навремено ќе седнат, ќе се направат репортите и извештаите и замолувам колку може побрзо да се направат тие извештаи, затоа што граѓаните очекуваат одговор. Представничката од невладината организација О2 иницијатива или Пешева во гостување на утрински брифинг истакна дека треба да постои систем на казни за причинителите на загадувањето на животната средина со цврст отпад. Ние работиме, значи можам да кажам дека во изминативе 5 години може да се забележи промена на свеста, посебно во една нова генерација млади луѓе кои што доаѓаат и кои што се освестени во однос на еколошките проблеми, но знаете што најдобро функционира. И кога ќе погледнеме ние некаде во Европа како е тоа све беспрекорно средено и како тоа беспрекорно функционира, на што се должи тоа? На систем на казни. Значи, ништо друго нема да ја смени побрзо свеста од спроведување на систем на санкционирање на причинителите на загадувањето. Кога ние еднашка ќе преминеме таа замислена граница во нашите глави дека никој не може да биде казнет,
дека не може индустријски капацитет да биде казнет со 10% од неговиот годишен профит, па да го заболи убаво, или кога управителот на правното лице заради несоодветно складирање и фрлање на отпадот ќе си добие и казна за правното лице, но ќе добие и лична казна, значи како одговорно лице, па потоа ќе се симнеме на нивото да ги казнуваме граѓаните кои што ги фрлаат пластичните шишиња качувајќи се на водно. Во средните училишта во Гостивар и Тетово денес започна настава со физичко присуство. Во паралелките на турски јазик во Гостиварската гимназија се уште трае бојкот заради укинувањето на една паралелка. Од општината велат дека не можат да преземат никакви мерки, затоа што надлежноста е на Министерството за образование. Средношколците во Гостивар од денес се вратија во училишните клупи по 2,5 недели онлайн учење. Наставата со физичко присуство започна во сите средни училишта, освен во турските паралелки во гимназијата. Таму од петокот тече бојкот поради намалувањето на бројот на паралелки во прва година од 3 на 2. Од општинскиот сектор за образование велат дека не се надлежни да одлучуваат за формирањето на паралелките и дека тоа е ингеренција на Министерството за образование. Ние како општина ги имаме и документите, сме доставиле барање според нивното барање што го имат и според списокот на учениците, но ова сакам да ги информирам луѓето зашто имаме многу дезинформација дека ова не е наша обврска, ние само можеме да пратиме допис и за тоа решава Министерството за образование и наука. Тие решаваат колку паралелки ќе се отварат и според бројот на учениците, што за нас нормално има контраефект, зашто многу професори останува со помалку број на часови, исто така им се ризикува местото на работата, тие што се со решение. Нашиот став е тоа дека тие треба да се обратат до Министерството, да барат од таму известие и да барат пак да се отвори тој клас. Настава со физичко присуство од денес започна да се одвива и во тетовските средни училишта. Од општинскиот сектор за образование на Тетово информираат дека наставата почнала непречено во сите школи. Состојбата со коронавирусот ќе се следи и доколку се појави потреба, ќе се реагира соодветно. Од Алијанса за албанците денеска одржаа пресконференција. Почитувани граѓани, синоќа Тетово беше шокирано од уште една вест, која што тешко ги погоди сите граѓани, но не и тие во сегашната власт. Кучињата скитници, за кои што во континуитет без престанок алармираме, нападнале 5-годишно дете, нанесувајќи му тешки повреди. Сето ова се случило во близина на куќата и брзо навремено реагирање на членовите на семејството го спасиле детето од фаталниот исход. Овој случај докажува дека Тетово станало опасно место за живење, како последица на неодговорноста, криминалот, корупцијата и лошото менаџирање на представниците на локалната и централната власт. Иако ги прашувате за овој случај, тие повторно ќе го третираат како инцидент, судбина или природна катастрофа. За да ова не биде доволно, кога детето било пратено во болница, кажано е дека немат вакцини против беснило и семејството било проморано да замитат во Скопје. Градот Тетово не само што не е безбеден за живење, ниту нема ефикасно здравство за да помогне. Нема безбедни училишта, исто така од неодамна сме сведоци дека во опасност се и куќите, дворобите и населбите. После сето ова, ние не може да бараме одговорност од тие што не поднесоа одговорност ниту за 14 изгубени животи. Приведен 42 годишник поради кражба на пари од црква во Гостиварска Долна Бањица. Во продолжение следуваат информациите од полицискиот билтен.
Вчера околу 11 часот и 10 минути полициски службеници на СВР Тетово, оделение за внатрешни работи Гостивар, на улица Гоце Делчев во Гостивар, лишиле од слобода 42 годишникот Гостиварско Врапчиште, поради сомнение дека во периодот од 18 до 19 септември извршил тешка кражба во црквата Свети Петар во Гостиварска Долна Бањица, при што одзел пари. Увид извршила екипа од оделението за внатрешни работи Гостивар, додека тој е задржан во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот. И во текот на денешниот ден, со соодветен поднесок, ќе биде изведен пред судија во претходна постапка на Основниот суд Гостивар. Полициски службеници на СВР Тетово, оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера околу 22 часот и 15 минути во Гостивар, привеле 18 годишникот Република Албанија, кој легално влегол во нашата земја и не поседувал никакви документи за идентификација. Албанскиот државјанин задржан е во полициската станица Гостивар за натамошна постапка. Вчера околу 1 часот полициски службеници на СВР Тетово, оделение за внатрешни работи Гостивар, на улица Илинденска во Гостивар, привеле 28 годишничка од Република Бугарија, која имала забрана за престој во нашата земја. Таа била задржана во полициската станица Гостивар за натамошна постапка. Вчера во 13 часот и 40 минути, 57 годишникот Тетовска Мала Речица во СВР Тетово пријавил дека неговиот малолетен внук бил каснат од куќа скитник. Вчера вечер во 23 часот и 40 минути, 19 годишникот Гостивар во СВР Тетово пријавил дека 1 час пред тоа на улица Гоце Делчев во Гостивар бил каснат од куќа скитник. Ноќеска 10 минути по полноќ, пак 20 годишникот Гостивар во СВР Тетово пријавил дека околу 23 часот на улица Беличица во Гостивар исто така бил каснат од скитник. Следуваат информациите од спортот. Фудбалерите на Ренова продолжуваат со одличните игри во првата македонска фудбалска лига. Тетовската екипа во рамките на 7-то првенствено коло го совлада составот на Струга со 1:0. Единствениот погодок над преварот беше дело на Ремзи Фаик Селмани во 92-та минута од пенал, откако претходно двете екипи одиграа максимално израмнет меч со по неколку прилики за гол на двете страни. Што се однесува до надпреварот и покрај тоа што победивме со гол од пенал во самиот финиш, мислам дека пеналот беше оправдано досуден. Во текот на целиот надпреварот игравме добро и направивме неколку шанси за гол. Бевме за нијанса подобри, бевме подобри токму за оние 1:0 и на крајот сосема заслужено победивме. Успешен викенд имаа и фудбалерите на Шкендија, кои со 2:0 го совладаа Скопје на гостински терен. Погодоците за тетовската екипа беа дело на Валмир Нафију и Јан Кривак. На останатите надпревари беа постигнати следниви резултати. Македонија Ѓорче Петров работнички 0:2, Брегалница Тиквеш 2:0, Пелисер Академија Пандев 0:0 и Шкупи Борец 3:0. На табелата во водство се Шкупи Академија Пандев Ренова и работнички со по 14 бодови, додека Шкенде на 6-та позиција со 10 поени. Во второлигашката конкуренција се одиграа надпреварите од 4-то коло, после кое најголем добитник е екипата на Тетекс, која со 1:0 го совлада Охрид на гостински терен и се искачи на втората позиција на табелата. Единствениот погодок за тетовската екипа беше дело на капитенот Нинослав Здравковски во 38-та минута. Доброто е што почна Тетекс да победува и на надворешни средби, да не бидеме дека сме екипа за дома, го покажавме тоа со борба, со срце, она што не идеше против Кадино, денеска навистина успеа, бевме на висината задачата, све што анализиравме како игра Охрид, не им дозволивме да игра, ние ги искористиме своите шанси и мислам дека повеќе заслужено денеска победив. Честитки за екипата на Тетес, која 90 минути знаеше што ќе се бореше. Еден шут на гол и победија, имавме иницијатива, шанси, меѓутоа на крај се памтат головите, на крај заслужена победа на Тетес, честитки, тоа е таков е фудбалот. На останатите надпревари на кои настапија екипите од Полошкиот регион, Гостивар одигра без голови 0:0 на гости против Кадино, додека Беса од Добридол загуби на домашен терен од Кораб со 2:1. На табелата во водство е Силек со максимални 12 бодови, пред Тетекс и Кораб кои имаат по 7 поени. Беса е на 4-та позиција со 6 бодови, додека Гостивар е на последното место со само 2 поени.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!